Денеска со нас на пресконференцијата е амбасадорката на Швајцарија, господја Сибиле Сутер, и тим лидерот на проектот, господинот Курт Вутрих, кои ќе дадат објаснување на темата, затоа ја повикувам амбасадорката да ви се обрати. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to be here today and to promote our education. Дами и господа, ми представува задоволство да бидам тука со вас денес, за да го промовирам проектот Образование за вработување во Македонија. Ова е амбициозен проект кој ќе трае повеќе од 10 години и кој ќе има буџет од 12,5 милиони евра за овие 10 години. Од проектот очекуваме да даде значаен придонес кон целта на владата за фундаментална реформа на системот за развој на стручни вештини. Иако проектот е наменет за реформирање на системот за развој на стручни вештини, крајната цел на проектот е повеќе млади мажи и жени да добијат работно место. Само во првите 4 години од проектот очекуваме 2250 млади во Македонија да бидат вработени како директен резултат на нашите заеднички напори со владата, а следните години тој број да се зголеми. Швајцарија е позната по квалитетот на својот дуален систем на стручно образование и обука. Тоа е поради тоа што вештините на кои системот ги учи учениците се вештините кои им се потребни на работодавачите. Ова придонесува за успехот на нашата економија и за нашата ниска стапка на невработеност на младите, која моментално е помала од 3%. Партнерството меѓу стручните училишта или оние кои нудат обуки и приватниот сектор е клучно за осигурувањето дека младината ќе ги стекне вештините кои се потребни на работодавачите и што ќе им помогне полесно да дојдат до вработување. Токму затоа вклученоста на приватниот сектор е во основата на нашиот проект. Би сакала да нагласам дека нашата намера не е да го воведеме швајцарскиот модел во Македонија, и ова е многу важно со оглед на тоа дека веруваме дека секоја земја треба да развие свој сопствен модел. Сепак има елементи од швајцарскиот систем и наравноченија што може да се користат во македонски контекст. Еден од овие елементи е начелото за партнерство. Но нашиот проект вклучува уште многу други партнерства. Партнерството меѓу швајцарската и македонската влада за да се постигнат амбициозните реформи. Нам не е мило што оваа плодотворна соработка со владата на Македонија се проширува и во оваа област. Партнерство со други донатори кои работат во областа на развој на стручни вештини во Македонија за да дадат комплементарна поддршка на развојот на стручни вештини во Македонија. И на крај, партнерството во рамките на структурата што ќе го спроведува нашиот проект, која вклучува една од најголемите швајцарски организации, Helvetia Civis Intercorporation, и две македонски организации, Македонски центар за граѓанско образование, која има големо искуство во областа на образованието, и Стопанската комора на Македонија, која е најстарата и најголемата бизнес асоциација во Македонија. Верувам дека сите овие партнерства ќе придонесат за постигнување на амбициозната цел на нашиот проект Образование за вработување, дека повеќе млади луѓе во Македонија ќе добијат работа благодарение на високо квалификуваните стручни вештини. Швајцарија е горда што заедно со вас ќе продолжи ново многу важно патување. Ви благодарам. Дами и господа, ми представува задоволство што ќе направиме еден краток преглед, односно ќе ви дадам информации за проектот Образование за вработување во Македонија. Како што и амбасадорката спомена, целта на овој проект е да се вработат млади луѓе во Македонија. Кога зборуваме за млади, се фокусираме на млади луѓе на возраст од 15 до 29 години. Меѓутоа, тука ние исклучуваме и можноста да се вклучат постари лица кои што имаат потреба од дополнителни стручни вештини. Посебен фокус се посветува на младите кои што имаат или се соочуваат со поголеми тешкоти при пристапување кон пазарот на трудот, односно зборуваме за млади кои што имаат хендикеп или можеби некоја друга пречка за стапување на пазарот на трудот. Додека другите проекти финансирани од Швајцарија е да се создадат работни места, овој проект се занимава со обезбедување на соодветни вештини за младите да може да бидат вработени. За да ја постигнеме оваа цел заедно со нашите партнери во проектот, имаме 3 линии на интервенции. Првата од овие интервенции е развој на стручни вештини преку неформално образование, односно вештини кои што се потребни на пазарот на трудот, а исто така и унапредување и промоција на доживотно учење. Втората интервенција вклучува формално стручно образование
и обука, каде што фокусот се става на партнерството помеѓу приватниот сектор и државните образовни институции. Исто така, кога станува збор за стручното образование, наша цел е да го промовираме овој вид на стручно образование како опција за кариера на младите. И третата интервенција се фокусира на правната рамка, односно на националниот и на меѓународниот диалог и партнерство за за напредување на системот на стручно образование. И фокусот во овој сегмент е зголемување на ресурсите за стручно образование. Заедно со партнерите на проектот, особено со Стопанската комора на Македонија, направивме еден вид на претходна селекција за сектори во кои што најмногу би се фокусирале по овие 4 години. Имаме 3 области кои што се заснувани на давање услови, тоа е здравствена и социјална грижа, потоа устителство и лични услуги. Потоа се фокусираме исто така и на потехнолошките сектори кои што вклучуваат земјоделство, прехрамбена индустрија и машинерија. Исто така свесни сме дека дигитализацијата влијае и на деловниот и на приватниот живот, па токму затоа ќе се фокусираме и на применетите информацијски технологии на сите нивоа. Нашата цел на проектот е да го зацврстиме и подобриме постоечкото стручно образование во земјава, че немаме некоја конкретна агенда која што ќе спроведуваме, туку сакаме само да бидеме партнери со институциите, образовните институции, за да можеме да ги зацврстиме и зголемиме нивните капацитети. Партнерите доаѓаат од приватниот сектор, како што се институциите кои што нудат обука, потоа компаниите и асоциации, како што е Стопанската комора, но исто така имаме партнери и од страна на државата, како што се министерствата, потоа образовните институции кои што нудат стручно образование. Исто така сакаме да го интегрираме граѓанското општество во образовниот процес. Исто така сметам дека оваа пресконференција е голема можност заради тоа што медиумите исто така ќе придонесат за промоција на овој проект и за позитивните аспекти на стручното образование. Како што амбасадорката спомена, периодот 10 години е период каде што може многу да се направи за да се спроведат одржливи интервенции кои што ќе можат градацијски да се зголемуваат и подобруваат во текот на годините. Во рамките на овој проект ние со нетрпение очекуваме да соработуваме со сите вас и би сакал да ви се заблагодарам за оваа пресконференција. Ви благодарам. Имајќи во предвид дека Стопанската комора на Македонија е еден од партнерите кој што е вклучен во овој 10 годишен проект, сакам накратко да го кажам и нашето видување во однос на проектните активности, во однос на интенцијата и потребата и комората да застане зад еден ваков проект. Имено целта на Стопанската комора на Македонија е да можеме заедно со од една страна со носителите на одлуки и институции од областа на образованието и бизнис заедницата од друга страна, значи да се воспостави една поширока меѓусебна соработка со цел да може да го имплементираме овој така наречен дуален образовен систем во земјата, а се со цел да можеме да имаме преку еден квалитетен образовен процес да се креираат кадри кои што ќе бидат од интерес на бизнис заедницата. Ние веќе долго време наназад, неколку години наназад, постојано апелиравме и укажувавме на тоа, согласно насоките кои што ги имавме од нашите компании членки, дека имаме сериозен проблем со недостаток на квалификувана работна сила во земјата. Значи, ова не се само укажувања кои што ние секојдневно ги имаме на состаноците кои што ги организираме во комората и оние анкетни истражувања кои што редовно ги спроведуваме. Ова се веќе и укажувања кои што може и официјално и статистички веќе се потврдени. Имено она што се укажување на бизнис компаниите и во последното известување за деловните тенденции во индустријата е дека најограничувачкиот фактор за зголемен обем на производство
е токму недостатокот на квалификувана работна сила кој учествува со 23%. Од друга страна, согласно статистичките податоци, имаме укажувања и можеме да видиме дека кај младата популација моментално во земјата невработеноста изнесува некаде околу 44%. Значи имаме вработеност на младата популација во до 24 години од приближно 17,5%. Ова се последни податоци во првиот квартал од 2018 година, што мора да се сложиме дека се загрижувачки показатели кои што упатуваат на тоа дека треба да се превземат сериозни чекори за ваквата слика во иднина да се промени. Ако поидеме, кога веќе зборуваме за бројки за податоци, ако поидеме и што е поврзано со образованието и на податоците кои што беа презентирани од страна на Народната банка на Република Македонија, ние имаме намалување на продуктивноста на трудот, а наспроти тоа ние имаме зголемување на трошоците за труд по единица производ. Сето ова укажува на некои неповолни трендови кои што се однесуваат на бизнис заедницата и затоа сметаме дека со почетокот на овој проект дека ќе придонесеме да може да се создаде една клима за формирање на еден квалитетен образовен процес кога станува збор за средното стручно образование во земјата и дека како еден од партнерите во проектот ќе придонесеме во таа насока. Она што е клучно, што исто тука треба да го споменеме, е потребата дека формирањето на образовните програми треба да произлегува од пазарните текови и дека е потребна една дополнителна флексибилност на наставните програми која што можеби повеќе ќе помогне во однос на прилагодувањето на понудата и побарувачката на работната сила. Затоа сметаме дека воведувањето на овој дуален модел на средно стручно образование ќе помогне во таа насока. Постојаните и честите промени кои што се јавуваат на пазарот на труд, кои што се пред се иницирани согласно воведувањето на нови технологии, упатуваат на тоа дека се потребни континуирани надоградувања на веќе стекнатите знаења и затоа ние како бизнис, како застапувачи на интересите на бизнис заедницата, а што е веќе и потврдено и како нивна заложба, дека ќе мора да се приклониме кон прифаќање на овој модел, затоа што едноставно системот како треба да се прилагодува на новите трендови, тоа значи дека ние не можеме веќе да се базираме на учење на теорија и на факти, туку треба што повеќе и во поголема мера да биде застапена праксата, за да може да се развиваат дополнителни вештини кај лицата кои што се заинтересирани да се вклучат на пазарот на труд.